Општина Македонски Брод се соочува со проблем урбанизација и носење на локална планска документација, бидејќи со постојачкиот просторен план на Република Македонија од 2004 година и водостопанската основа од 1976 година и на ова место каде што се најдуваме треба да биде потопено во вода и целата територија од атарот на село Самоков, каде треба да се гради браната Калуѓерица, до градот Македонски Брод, неколку села треба да се потопат, меѓу кои спаѓа и индустриската зона во Македонски Брод. Овој проблем го соочивме пред неколку години и минатата година донесовме одлука на Совет за да се поведе иницијатива до Министерството за животна средина и просторно планирање, за да се избрише од мапата на просторниот план браната Калуѓерица, од каде добивме позитивен одговор за покренување на иницијатива, меѓутоа Министерството за животна средина бара сите финансиски трошкови да ги сноси локалната самоуправа на општина Македонски Брод. Бидејќи се работи за поголеми финансиски средства, локалната самоуправа не е во можност да ги обезбеди овие финансиски средства, затоа бараме од владата на Република Македонија да донесе одлука да ги прифати овие финансиски средства и да ја избрише од мапата на просторниот план браната Калуѓерица, со што ќе се створат подобри услови за урбанистичко планирање во општина Македонски Брод. Во моментов имаме неколку барања за бензински пумпи и за угостителски објекти на потегот од село Самоков до Македонски Брод. Тука кажав исто дека и индустриската зона сакаме да ја прошириме, бидејќи според овој просторен план не може да се прошири. Сметаме дека во моментов губиме повеќе од 150 работни места кои би ги добиле нашите млади од општина Македонски Брод. Ние како млади луѓе кои што сме останале да инвестираме во овој крај, кои што имаме добар бизнис, сакаме нашите сместувачки капацитети да ги прошириме до 100 легла. Сакаме да правиме комплетен спа центар во овај крај, со тоа што ќе придонесеме за развојот на туризмот во поречието. Моментално, значи, наидовме на проблем во кој што ние како фирма, како угостителски објект, не можеме да добиеме дополнително одобрение за градба, со кое што одобрение за градба ние би почнале изградбата на сместувачките капацитети и спа центарот. Од општината Македонски Брод, значи, имаме комплетна поддршка во сите полиња. Овој проблем што сега се појави е проблем кој што е од државно ниво, кој што на ова место овде моментално, кој што сега ја и ти стоиме, предвидено е да има вештачко езеро и во кое што вештачко езеро котите кои што ги има на деталниот урбанистички план на државата, котите кои што е предвидено изградбата на мојот угостителски објект спаѓаат во тоа езеро, во езерото. Така да ние сега од ова место овде упатуваме апел до владата на Република Македонија да ни помогне за да можеме како луѓе што сме останале во поречието да го развиваме туризмот